И драмата може да продолжи, а започна пред неколку дена. Главните ликови се Адам Лабунски на една страна и Гран Продукција на друга страна, поточно Марија Шерифовиќ, а приказната е следна. Адам Лабунски беше македонскиот представник во музичкото шоу Звездите на Гранд, се додека не беше дисквалификуван од страна на неговата менторка Марија Шерифовиќ. Пеачката преку Инстаграм соопшти дека Адам повеќе нема да се надпреварува поради неговото недолично однесување, а одлуката да биде отстранет е на продукцијата. Адам исто така се обрати преку социјалните мрежи, но ние решивме да ја слушнеме неговата страна од приказната. Како тој се однесувал и зошто повеќе не е дел од Звездите на Гранд, објаснува Адам. Адам, денеска атлетски облечен си, вежбаш, се спремаш, ќе влагаш ли во ринг со Звездите од Гранд? После се што се случи? Може би не во ринг нели со Звездите на Гранд, него сигурно ќе биде во вратата каде што е милиграм добро познат во јавност. Зошто кажеме ајде што се случи, има многу верзии од српските медиуми, добиваме информации, што точно се случи и дали навистина беше дисквалификуван? Така, не сум дисквалификуван, односно јас го напуштив такмичењето бидејќи во вторникот бевме тргнати во Белград да одбереме песни за нареден круг. Тоа беше одлично направено во студио, имаше одлична енергија, смеење, сликање. Потоа требаше да бидеме сместени во хотел Адмирал, каде што сме ние 6 учесници. Имаме 3 соби по двајца. Јас кога дојдов во хотел да се сместам во мојата соба, го видов Даниел со неговиот татко, каде што лежат двајцата, димнат неозде во вис. И ми падна чудно, викам, што се случи овде, знаеш. Татко ми ќе преспи овде со нас, као за една вечер као не е проблем. И јас велам сега дека е проблем бидејќи двокреветна соба и плюс да креветите се залепени еден друг, така да нема комоција и нема простор да се спие, нели, тројца на тие два кревети. Они тоа не го прифати, јас доле на рецепција. Каде реагираше ти? Па јас нигде не реагирав, искрено ви кажам, доле се симнат на рецепција, го објаснив тоа на рецепционерката, они платија 10 евра као тој стил, демек може да преспие ако они одлучат да спие двајца во еден кревет. Јас добро се исконтактирав Марија, мојот ментор Шерифовиќ. Моите пораки беа нели компирани на мојот Инстаграм профил, каде што таму супер пиша дека не сме, значи не е прифатливо да спијат двајца во една соба, каде што во кревет нели тројца да преспиеме. Бидејќи тој хотел беше платен од страната на Марија, така да ние само требаше да бидеме ние учесници таму сместени, не требаше да бидат родителите, нели. И така да крајната порака беше да одлучиме меѓу себе. Јас и Даниел како ќе одлучиме да спиеме вечерта, јас одлучив да излезам од тој хотел, да си идам да си спием нели приватно. Излегов од хотелот, јави во група дека ќе излезам и дека ќе си идам на моје место кај што сакам да се преспијам. Другиот ден требаше да ги изработиме матриците за нареден круг во 12 сатот во кај Сашко Николич во студио. Дојдов во студио, се видов со Марија и Марија само ми посака. Како беше таму односот? Па нормален беше, значи само Марија ми пружи рака и ми вели секој добро ти посакувам и во такмичењето понатака и во твојата кариера. Помеѓу нас нема веќе ништо така. Како нема ништо наеднаш? Работи ги матриците, па не знам што се случи, стварно уште ден денес не ми е јасно. Зошто Марија тогаш тврдеше дека си дисквалификуван поради твојот непрофесионален однос, ако ова е навистина така како што велиш? Ја како што е, тоа е тоа. Значи реалноста не знам стварно што се случи понатака, дали бидејќи ја фаворизира искрено тоа цела јавност да знае Джела Рамовиќ, така да не се вајде подобрите Оди во прилог? Оди во прилог да ги дисквалификувам. Мислам, јас стварно немаше причина зашто да бидам дисквалификуван, но ете се случи. Она објави на нејзиниот Инстаграм, но јас потоа. Дали после нејзината објава вие лично разговаравте и зборувавте за проблемот кој настана? Тоа беше последно во студио кај Сашко Николич, тоа беше последно гледање со Марија, така да после тоа беше нели објавено на Инстаграм кај неа на Инстаграм дека сум дисквалификуван. Потоа јас ја ставив вистинската прича која што беше најреална и ги ставив сите скриншотови кои што беа напишани Се обрати ли Марија после тоа? Не. Значи немаше никаква реакција од нејзина. Реакција така. А она што го пишуваат денеска српските медиуми дека наводно и Саша Поповиќ е вмешан во целиот овој скандал, дали он нека го реагираше, дали он ти се обрати бидејќи сепак тоа е под негова продукција. Така. Да ви кажам искрено, јас ни приев на Звезда Гранда бидејќи јас претходно бев веќе такмичар во Пинковец Звезда 2 сезони. Лани летото, август месец, се јавија од продукцијата Канал 5 да бидам ме повикува да представим повикува Саша Поповиќ директно со неговиот син. Добро да бидам нели учесник во Звездите на Гранд.
Татко може да го објасни, тоа не е проблем. И така и случајно и спонтано отидов на тоа шоу. Нели размисли да му се обратиш на Саша Поповиќ бидејќи на пример да ти сврлат од шоу а да не пееш добро или да си направил навистина некаков скандал, тоа е едно, меѓутоа за ваква техничка работа е сосема друго. Не се обрати на ниедна друга инстанца. Бидејќи ми се отвори многу подобра врата, искрено да ви кажам право. Што значи тоа? Па не би сакал да откриам оваа прилика, само можам да кажам дека се работи за мили, така да има многу подобра и многу поотворена врата и перспектива така за понатамошна моја кариера. Колку ти е тебе крива ајде на страна од финансискиот дел тоа што ова се случи вака, не ти е дадена шанса да си го отпиеш твоето, да си го покажеш, а претходно го покажуваше неколку круга. Ми беше до тој момент додека не ми се отвори другата врата, нели? Бидејќи имав стварно добри песни за четвртиот круг. Што подготвуваше? Зајди, јасно сонце. Тоа беше прва и втора до трени пушки пукна. Каде што Марија беше презадоволна од мене, бев пресигурен во овие мои песни, нели во студио каде што ме слушна и бевме сигурни. Да не беше таму проблемот, да ги загрозуваш останатите кандидати. Па може би тоа све стои така, да. Значи ви велам до тогаш ми беше стварно криво, но од кога ми се отвори уште поголема врата, слегна сите нервози, сите да кажам болки. Така Ние сме сега ексклузив, нормално е да те рчнам и за оваа врата со Милиграм. После се што се случи после Грант, он сам ти пристапи, ти понуди каков тип на сработка, станува збор за песна, можеби за албум. Не можам да ви откриам, тоа стана за голем проект кој што ќе се случи во блиска иднина. Така да тоа е тоа за сега и за понатака ќе бидете обавестени.